Благодарам, почитувана председателка на комисијата. Јас, пред да почнам со моето обраќање, сакам да искажам едно моје мислење во врска со изборот на овие уставни судии и да на некој начин направиме една споредба со времето кое што е далеку позади нас, времето на едноумие, време кое што е и систем кој што е карактеристичен за некои други држави што биле и на оваа територија, меѓутоа и малку подалеку од нашава. Зошто? Затоа што ние денеска предлагаме, односно вие предлагате уставен судија, предлог господинот Љубомир Јовевски, моментален обвинител, јавен обвинител на Република Македонија, а при тоа никој од владеачкото мнозинство, односно од предлагачите, не го образложи предлогот. И мислам дека на овој начин демонстрираме една класична ароганција, дополнително, цело време тоа го повторувам, од страна на власта, кон парламентарното малцинство во моментов, кон демократијата и односот генерално кон институциите во државата. Мислам дека е крајно некоректно и неприфатливо за мене како пратеник, без разлика дали доаѓам од власта или од опозицијата, да дискутираме за предлог кој што воопшто не е образложен од страна на предлагачите. Значи, не беше прочитана ниту неговата биографија, без разлика што сите го знаат кој е Љубомир Јовевски, меѓутоа мора да има една процедура, една форма на представување на тие кандидати. Ако минатиот пат го одбивте предлогот на опозицијата, односно на ВМРО ДПМН и на коалицијата за обнова на Македонија, да сите тие предлози бидат присутни овдека во салата, да ги видиме кои се, во најмала рака да ги видиме како личности кои се, па после тоа по 10-15 минути да ни се представат, да ни ги кажат своите приоритети, своите размислувања. Овој пат, значи тоа го одбивте, овој пат добивме ситуација каде што предлагате кандидат кој што никој не ја образложува неговата биографија. Значи никој не знае за какво лица станува збор, под претпоставка да не знаеме кој е Љубомир Јовевски, јавниот обвинител на Република Македонија. Од тие причини јас ќе кажам дека ова е дополнителна, односно оди во правец на автократијата која што за жал владее во Република Македонија. Автократија која што е предизвикана од целосната партизација на судството, на обвинителството, на правосудниот систем. Јас само ќе ја потсетам македонската јавност дека во многу краток период се случија промени на првите луѓе во апелација, во Врховниот суд, управниот, се случија промени на првите луѓе во Советот за јавни обвинители, Судскиот совет, државниот јавен обвинител беше сменет. Јавниот обвинител за гонење на организиран криминал и корупција беше сменет, па сега гледаме дека е суспендирана и таа што ја ставивте. И така натаму, и така натаму. Практично имаме една целосна партизација на институциите, односно на правосудниот систем. Тотална доминација од страна на Социјалдемократскиот сојуз и неговата коалиција. И сега зошто е лоша партизацијата? Затоа што преку партизацијата на правосудниот систем ние стигаме до селективна правда. Селективната правда во принцип е неправда и таа треба да се осуди. Меѓутоа во моментов ние токму тоа го имаме во нашите институции, односно во нашиот систем. Само ќе потсетам, имавме ситуација каде остана обвинителството директно, значи имаше една дамка на обвинителството фрлена од страна на обвинител кој што е внатре во обвинителството, тоа е специјалното јавно обвинителство. Не сакам да ја споменувам аферата Рекет, специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и нејзините постапувања, односно дејанија, криминогени дејанија, за што доби и соодветна пресуда и која што фрли дамка на тоа што требаше, односно требало да биде
символ на правдата. За жал, видовме една коруптивна личност која што недостојно си обуваше работата. И тука немаше постапување од страна на јавното обвинителство, имаше постапување од страна на обвинителката за гонење на корупција и криминал, организиран криминал и корупција, која што еве пред месец дена овој обвинител денеска што ние предлог за уставен судија ја суспендира од работни задачи. Затоа што против неа имало некаква дисциплинска постапка поднесена од лице кое што исто така било под истрага за рекет. Гледате каков парадокс. Не ја бранам воопшто јас обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска, меѓутоа сакам да подсетам дека таа беше таа која што ги обзнани доказите за Катица Јанева, специјалниот обвинител, исто така го гонеше овој директорот на Финансова, за на крај чашата да биде прелиена и против неа да биде покрената кривична пријава, затоа што не постапувала правилно. И сега јавниот обвинител, место да ја заштити својата вработена, за која што е директно надлежен, тој ја суспендира од работа. И предметот го дава на решавање на лице кое што претходниот ден седело со овој против кој има обвинение. И сега ќе очекуваме правда. Почитуваната колешка Даниела Христова пред неколку минути ги читаше принципите на етика, на судиите што треба да ги имаат и апсолутно дека тука сите принципи на етичност се прекршени од страна на овој што сега треба да ни биде избран за уставен судија. Имавте ситуација каде што Лиле Стефанова, исто една од јавните обвинителки на специјалното јавно обвинителство, излезе во јавност, не знам колку е точно, дека подметнувала докази во еден од овие случаи на специјалното јавно обвинителство. Реакција изостана од јавниот обвинител од овој денешниот предлог. Значи немаше никакво постапување од негова страна, напротив, ниту дисциплинска постапка се отвори, не видовме за тоа, не слушнавме. Значи, обвинител кој што подметнува докази, наместо да се бори за правото да биде спроведено на начин на кој што тоа е пропишано, тој обвинител подметнува докази. Зошто? За да удоволи нечие побарување, чие е тоа побарување на Зоран Заев, сите знаеме. Затоа што Заев ветил дека одредено лице ќе биде во затвор до тој и тој датум и ќе биде осудено со толку и толку години. Председател на влада поранешен, кој што значи дел од извршната власт, располага со информации колку години ќе биде лицето осудено и како ќе биде осудено, значи влијае на постапката. Понатаму имаме ситуации каде што во тоа обвинителство се стимулираат давање на лажни изјави. Зошто го земам целото обвинителство? Па затоа што Јовески е на врвот на тоа обвинителство. Тој е главниот играч на партијата на власт, односно на Зоран Заев. Јас не сакам да ја стигматизирам цела партија. Меѓутоа таа структура која што е моментално на врвот, а тука е Зоран Заев, без разлика што сите мислат дека е повлечен, сите знаеме дека тој од позадина ги влече конците и се исполнуваат неговите желби. Лицето кое што во моментов е поставено е ете така, слеп послушник и извршител на неговите побарувања. Спроведува политики кои што не се демократски, спроведува политики кои што не се во склад со македонските заложби за унапредување, односно за достигнување на тие европски вредности кон кои што сите се стремиме. Верувам, заеднички. И сега ви имате ситуација каде што се стимулираат давање на лажни изјави од страна на структури кои што прашање и колку се релевантни нивните, односно нивните изјави да може да бидат земени за релевантни од други причини. И тие лица даваат изјави, ги менуваат по неколку пати во обвинителство во текот на постапката, меѓутоа врз основа на тие изјави и искази луѓе завршуваат во затвор по 15 години. 15 години затвор заради
удрена клоца и исказ од лице кое што неколку пати во текот на постапката го менува својот исказ. Зошто? Затоа што е стимулирано од страна на обвинителот да каже тоа што треба да го каже, за да на крај оваа Кацарска сега што е председателка на Уставниот суд пресуди така како што треба да пресуди, односно така како што и кажал Зоран Заев. Значи една целосна поклопеност, покриеност на правосудниот систем од страна на Зоран Заев и таа една мала структура околу него. Меѓутоа Зоран Заев е главниот играч на македонската сцена. Понатаму, ова обвинителство во кое што имаме ситуација каде што се кријат докази. Значи докази кои што наместо да бидат изнесени во целост пред јавноста, односно пред судијата, за да може да ја донесе правилно својата одлука, се кријат докази. Судијата не може да побара, тоа мора обвинителот да го направи. Меѓутоа обвинителот тоа не го прави, зошто? Затоа што исто така треба да покрие одреден криминал. Чиј криминал? Повторно на Зоран Заев. Имате ситуација, морам да подсетам јас на овие работи, затоа што Љубомир Јовевски е многу долго време обвинител и во овој период цело време го штити криминалот на Заеви. Да вие цела македонска јавност ја запознаете преку телевизија дека криминалот, односно парите од Луи Витон торбата се во Зоран и Вице Заеви, да тука нема никаква реакција од страна на обвинителството, што го гледавме во судница, мислам дека е фрапантно. Без разлика на тоа што некој ќе мисли лицето е вакво или онакво, имате ситуација каде што имате тврдење од обвинет, за кој што се гледаше дека ги изнесуваат торбите со пари, дека парите ги има дадено кај Зоран и Вице Заев. И немаше никаква реакција од обвинителството, на чиј што чело седи Јовевски, сегашниот, односно денешниот предлог за уставен судија. Немаше никаква реакција ниту за информациите кои што излегоа во јавноста дека телефоните на обвинетиот, кои што биле криптирани и така натаму, воопшто не се вештачени. Дали немало можности нашето обвинителство тоа да го направи, нашата држава, дали воопшто има такви капацитети да ги декриптира тие современи мобилни уреди. Не знам дали е побарана меѓународна помош за таа работа, меѓутоа очигледно е дека обвинителството се има откажано од утврдување на вистинските факти кои што знаеме сите. Зошто се има откажано од тие факти? Затоа што целиот процес на крај ќе завршеше со докази кај Зоран и Вице Заеви. И тука уште еднаш се потврдува дека овој обвинител што денеска е предлог за уставен судија е само заштитник на криминалот на Зоран и на Вице Заеви. Понатаму, во делот на принципијалноста, значи, како што реков, тоа е точно оваа ситуација, како што ја нареков, на некој начин може би сталинизам, заевизам, дуизација и така натаму. Како сакате, крстете ги. Меѓутоа, ова е се само не е демократија, ова е се само не функционирање на системот кој што сите сме повикани да го градиме, да помагаме да се развива и да го реформираме таму каде што треба. Како ќе го реформираме системот? Тврдите дека сме почнале преговори со Европска унија, иако јас знам дека не сме почнати, знаете и вие дека не сме започнале преговори. И сега ќе дојде на ред да се реформира судството. Ќе се отвори тоа поглавје 23, правосудство, владење на право кој ќе дојде. Што ќе кажеме ние на нашите европски пријатели? Со што ќе можеме да се пофалиме? Со регулативата која што никој не ја почитува, со регулативата која што менуваме по потреба на партијата на власт, со регулативата која што не ја применуваме во носењето на судските одлуки. Имаме
класични ситуации, значи каде што имаме кршење на отстапување, значи на лицата кои што требале да постапат по одредени случаеви, а истите се прават како воопшто да не ги гледат тие случаи, како да не допира тоа до нив, или како дека тоа се случува во некоја туѓа држава, во некој друго време, дека ние во моментов имам некои побитни работи, поважни работи, па тоа ќе го оставиме за понатака, можеби времето ќе го заборави, секој чудо за 3 дена и така натаму. И имаме ситуација каде што се прикриваат дела од страна на обвинителите, кои што ги отфрлаат случаите. Јас не сакам да се ставам во ситуација да бидам обвинител, меѓутоа многу добро познавам одредена регулатива која што и знам во одредена област кога ќе се прекрши законот, дека треба да има санкција, затоа што ако нема санкција, тоа дело ќе се повтори, а може и да се мултиплицира. И ние сега тоа го имаме во моментов. Еве само ситуација ќе ви кажам во делот на одбраната. Имавте ситуација каде што има точно нарушување на Законот за класифицирани информации од страна на првиот човек на Министерството за одбрана, поранешниот, не зборам за сегашната почитувана министерка. Случај кој што јавно го пријавивме во јавното обвинителство, меѓутоа во краток рок од 10 дена јавното обвинителство го одби. Во краток рок обвинителството успеа да собере информации дека не станувало збор за нарушување на Законот за класифицирани информации, пазете, предмет кој што носеше директна затворска казна за тогашниот министер за одбрана. Значи не станувало збор за кршење на Законот за класифицирани информации, туку тоа така се случило затоа што не била информирана министерката. Неинформираноста не ве ослободува од одговорност. Вие сте должни да ги почитувате законите. Вие не можете со тоа што не го почитувате законот и да си правите одреден пиар, значи да се промовирате пред македонската јавност, и тогаш кога некој што ги разбира овие работи, а ги разбираат подоста луѓе од тој сегмент, и кога јасно ќе ви укажат некои и јавно, како ние што тоа го направивме како политичка партија, и некои тајно кои што најдобронамерно ви укажуваат да ја повлечете таа мапа од Фејсбукот, вие со глава од зид, така речено, да одите, затоа што знаете дека обвинителството е ваше. Вие имате влијание во обвинителството и вие, без разлика што ние си говориме, без разлика на законските одредби, вие нема кој да ве обвини. И сега, тука не се покрена иницијативата, односно се отфрли, за да, после година дена, откако видеа, односно ни демонстрираа структурите на поранешното раководство на Социјалдемократскиот сојуз, тогашната заменичка председателка, виде дека е недопирлива, се подпишува договор за резервни делови во Министерството за одбрана за набавка на делови за оклопни транспортери во висина од 1.500.000 евра и нешто повеќе, за делови кои што воопшто не одговараат на спецификациите кои што се побарувани од страна на Генералштабот. Односно се набавуваат делови кои што, тоа јас јавно го говорев на собраниска седница, и сега намерно го говорам повторно, затоа што и повторно сакам да го испровоцирам Јовевски, да видам до кога ќе чека и дали треба, утре кога ќе дојдеме на власт, некој да го повика за тоа што не превземал, тоа што требало да го превземе. Ситуација во која што во борбените возила на армијата се вградуваат делови кои што се несоодветни. И јавно тоа го кажуваме на седница, јавно поставуваме пратеничко прашање, се раскинува договорот, меѓутоа делото е веќе направено. Дело има криминал од 1.500.000 евра. Не е мала сума за подценување. Нема реакција од јавниот обвинител. Никаква. Зошто? Затоа што мисли дека секој чудо за 3 дена ќе се заборави. Нема да се заборави. Ќе се покрене постапка. Меѓутоа ќе се покрене постапка и за одговорност на тој што знаел, а не превземал. И тука ќе бидеме ригорозни. Тоа треба да им биде јасно на сите. Ова не се закани. Ова се реални укажувања
затоа што законите мора да се почитуваат. Ако некој има концесии кон некого, треба да внимава да не се нафаќа на државна функција, како што се нафатил овој несрекник, можем да го кажем. Наместо на овие години, кога треба да биде во пензија, ја гледам 68 години има, 54 е роден, да се повлече од функцијата, на негово место да дојде соодветен кадар, еве повторно вие предложите го Социјалдемократскиот сојуз, лице кое што нема црни дамки во кариерата, кој што е навистина истакнат правник согласно уставот на државата. Вие предлагате еден таков лик кој што е понедостоен дури од самата Кацарска Добрила, која што е председателка на Уставниот суд. Овој човек го нема никаде со обвинението против Оливер Спасовски. Оливер Спасовски неколку пати јавно прашувавме и на пресконференции, и со Facebook статуси, во јавност излегувавме, докаде се постапките со кривичната пријава во делот на исто 2 милионски тендер, во евра зборувам, за одржување на беспилотните летала кои што се набавени од една пријателска држава. Значи, се сервисирани леталата, односно е платен сервисот, а леталата не се сервисирани. Зошто не се сервисирани? Затоа што се изфрлени од употреба. Со доаѓањето на Оливер Спасовски на власт, во МВР, тој ги изфрла од систематизација, нели реформа се правеше тогаш во тоа Министерство за внатрешни работи, согласно некои препораки кои што воопшто никој не ги почитува, ги изфрлија леталата од употреба, ама платија нивно одржување. 2 милиони евра. И тоа е кривично дело. Кривична пријава има поднесено за тоа, случајот е застанат. Каде е обвинителот Јовески? Оној непристрасниот, оној што треба да не плени со неговата стручност, со неговата совесност, со неговиот морал, со неговата посветеност кон законите. И штитење на државата. Каде е тука Јовески да се појави? Го нема. Се заборави случајот. 2 милиони евра во прашање. Понатаму, имаме ситуација каде што власта, Министерството за финансии, продава во строг центар на Скопје земјиште по 400 денари за квадрат, колку 1 кило месо, квадрат од центарот на Скопје, за одредени структури на власта, за нивни потреби. Јовески молчи. Никаде го нема. Зошто? Затоа што некој му ветил. Молчи си, не си го видел ова, иако цела јавност знае за тоа, значи не кажувам јас работи од внатре некој од институцијата, значи работи кои што се веќе во јавност излезени. Тие ги коментирам. Нема реакција. Јовески потоп. 3 дена го нема во јавност, се заборава случајот. Во строг центар на Скопје. Обвинител јавен на Република Македонија. Не викам дека тој лично требало да покрене. Каде е јавното обвинителство на Скопје? Да му се јави да го праша оној Бубевски. Специјалниот обвинител што земаше трошоци специјални по 780.000 евра. Експерти кои што се збогатија на грбот на народот, а не сработија ништо, односно работат во функција на партијата на власт. Односно партиите, се извинувам. Или уште попрецизен да бидам, на раководството на тие партии. Што се случи со она Лидија Димова и она програма Еразмус? Со набавка на, односно, со спонзорирање фризерници и така натаму. Со обука на некакви домашни животни. Со европски пари. Тоа европска вредност ли е? Власта се коригираше, ја смени, ја разреши, меѓутоа обвинителството молчи. Обвинителството на овој Јовески, што го предлагаме денес, односно го предлагате за уставен судија. Никакво обвинителство не е покренат, обвинителен акт не е покренат. Или ако е покренат, за кој што ние не сме известени како јавност, а мислам дека јавноста требаше да знае,
затоа што овој случај предизвика голем интерес. Јовески го нема, изгубен. Ете така, амнестија ќе си добие, ќе си седи 9 години во Уставниот суд, затоа што некој тоа му го ветил, ќе си добие имунитет и си мисли дека нема да одговара. Доред, секој има право на свое мислење. Понатамо ги споменав овие бонуси на специјалните јавни обвинители. Од специјалното јавно обвинителство некаде околу 5 милиони евра се работеа сума, каде што Катица Јанева и нејзините истражители, меѓу кои еден од овие истражители е и оно што го споменав од пред малку, оној против кој имаше истрага за рекет од страна на Вилма, нејзините специјални исто обвинители си имаат поделено околу 5 милиони евра. Без никакви критериуми. Тогаш излезе Јовески го прашав ми тука кога го бранеше оној извештајот на обвинителскиот. Значи, кога го бранеше извештајот, ние му кажавме тогаш и го прашавме лично, јас го прашав, докаде е постапката, имате ли намера да расчистите со тие обвинители, затоа што нели имаат принципи тие обвинители. Нели треба да почитуваат етика. Тогаш обвинителот само кажа директно со еден напад дека ние не знаеме што зборуваме, само напаѓаме и така натаму. А зошто напаѓаме? Затоа што прашуваме каде се 5 милиони. 5 милиони народни пари. И сега овие 5 милиони не се пари, пари се оние што треба да се дадат за референдумот. Не бива таа работа така. Имаме директно обвинување од страна на, не обвинување, него укажување од страна на председателката на Државната комисија за спречување на корупција, Билјана Ивановска, која што кажува дека во тек на 20 години до јавно обвинителство има доставено 165 иницијативи за кривично гонење, а се процесуирани само 3. Значи 162 иницијативи за кривично гонење се ставени во фјока. Или не е постапено по нив, или се заташкани на начин на кој што ви кажав претходно. Дали преку подметнување на докази, дали преку криење на докази, дали преку стимулирање на одредени лица да даваат лажни изјави и така натаму. Никаде не се споменува Ден Дончев, веќе сите го заборавија, човек кој што сите го видоа дека си зема пари на телевизија, си ги става во торбата, тогашната обвинителка за гонење на организиран криминал и корупција, се извинувам и сегашна, меѓутоа под суспензија, кажуваше дека воопшто не знае дали човекот е во државата. Систем. И сега ние имаме систем. Не знае дали човекот е во државата, кажува дека има отворено постапка против него, че водиме процес против некога, а не знаеме дали е во државата. И фелата молчи за таа работа. Никој не коментира. Се заборави случајот. Толку. Зошто? Затоа што е еден од играчите на Зоран Заев. Така се договорија. Замини се од државата, ќе одглумиме некакво покренување на процес, меѓутоа нема да бидеш осуден. А парите што ги украде, па тие нека ти стојат. Народни пари. Ете, тоа е принципот по кој работи Зоран Заев, а овој Јовески го аминува. Никој не споменува докаде е истрагата и дали воопшто има истрага со Фондот за иновации и технолошки развој. Јавноста беше сведок за состојбите во тој фонд за иновации. За жал не се успеа и да се покренат никакви постапки, а беа директно инволвирани лица од власта, политички фигури. И мислам дека тоа е од јавен интерес. Тука мораше да има постапки кои што, кога станува збор за политичари, мора да бидат јавни тие работи, а не да се заташка, така речено, случајот и да се продолжи понатаму. Ви реков на почеток, ако не се превземат
активности за сузбивање на овој криминал, а тука е криминал очигледно во прашање, тој се мултиплицира. И така вие после тоа дојдовте до една банална ситуација, за жал, за рецепт за пица да се плати 2 милиони денари. Да беше санкционирано на почеток, првиот пат, прашање ќе беше дали ќе имаше втор пат и дали некој ќе можеше воопшто да зборува за следен криминал. Меѓутоа Јовески и тука молчеше. Го нема. Едноставно така му било кашано, молчи, не се секира и кога ќе дојдеме ние, односно пред да заминеш, кога ќе ти заврши мандатот, ќе те ставиме, ќе бидеш уставен судија и на крајот од денот си имаш имунитет, никој не смее да те чепка. Срамно, поразително и недостојно за една држава која што веќе е членка на НАТО и која што се стреми да почне преговори со Европската унија. Кога ги споменувам овие случаи до сега, а има уште многу, сакам да укажам на уште една работа, на поврзаноста на структурата на власта, на првите луѓе на партијата во тоа време и на владата, не беа сите само на партијата. Ќе ве подсетам, а подсети почитуваната колешка Лашковска минатиот во незиното излагање за Тетовската болница и за одговорноста. И сега не е во ред ние цело време да ги тресеме коските на тие починати луѓе, меѓутоа ние мораме да бараме одговорност. Година дена помина, на крај се ќе се сведе да одговара тамо некој лекар кој што бил на смена, директорот кој што му ја наместил некој болницата, кој што овој не ја ни барал, затоа што некој имал план како да намести 20 на болници низ цела држава, и на крај му е дадено на раководството на менеджментот на болницата, му се дадени болници, односно простории и услови кои што власта оценила дека треба да ги има, а не фелата, не струката. Едноставно во тоа време се погодил некој што имал задни намери да стави пари во джеп, 20 болници монтирани из цела држава, се пали едната и на крај кој е крив? Лекарот што бил на смена. Тој лекар, цело Тетово што зборува за него, со најдобри зборови, дека во цела криза и во цела ковид ситуација, цело време бил на работа, помагал на луѓето, тој ќе биде сега виновниот, ќе го обвиниме него или директорот на министерот за финансии, брат му на министерот за финансии, ќе дадеме така некоја поситна жртва, а тие главните играчи ќе ги криеме. За тоа е одговорен овој што денеска го предлагате за уставен судија. Овој што не сакате уопште да го представите, што не му ја слушнавме ни биографијата. Понатаму, зборувајќи за поврзаноста на власта, на врвот на власта со обвинителството, мислам дека треба да се направи една паралела и една точка која што ги врзува сите овие, а тоа е прислушкувањето во јавното обвинителство во 2018 година. Ако претходната власт беше обвинувана за прислушкување и така натаму, и оваа беше обвината во 2018 за прислушкување во јавното обвинителство, јавно се излезе на пресконференција, јавно се праша работите, јавно го прашавме обвинителот тука кога беше исто во собрание, и истиот ни рече дека постапката е во тек. Од 2018, 2019, 3-4 години веќе постапката е во тек. Па зарем за ваква работа не се превземаат и не се насочуваат сите средства и ресурси кон разоткривање на овој случај. Ова е скандал да ви ги слуша некои обвинителите. Што зборуваат, како зборуваат, за предмети, отворено, неотворено, проблеми, пропусти, понатамошни активности и така натаму. И кој прислушкувал во тоа време? Ние не дознавме. Кои обвинители се прислушкувани? Не дознавме. Одговорност не понесе никој. Дали била Централа,
во прашање дали било нешто од надвор, јас тоа не знам. Меѓутоа, некој мора да носи одговорност. Ово Јовески воопшто не го интересира кој му ги прислушкувал обвинителите. Ова е доказ дека или е во спрега со тој што прислушкувал, па и тој користел материјали, или воопшто не го интересира. Затоа што е поставен тамо да биде свеќа, условно кажано, и да го прави тоа што ќе му кажат. Нема трето. Таков обвинител денеска ние треба, односно вие треба да го гласате да не биде уставен судија. И токму затоа, поради се напред наведено, ние денеска имаме на целосна недоверба во системот, и токму затоа се тие 8% на недоверба. Токму затоа луѓето не ја бараат правдата веќе во институциите. Токму затоа расте и криминалот на улиците, токму затоа расте и небезбедноста на улиците. Па гледаме ситуации каде што луѓе се пукаат на сред улица во сообраќај, си вадат пиштоли еден на друг. Па гледаме ситуации каде што прочитав пред некој ден лице убиено па запалено. Гледате докаде оди монструозноста. Веќе никој не бара и нема доверба во институциите на системот. Секој си ја превзема правдата во своји раце и луѓето почнуваат да размислуваат, односно да не се плашат од државата, затоа што државата нема никаков авторитет. И тоа е трагично, тоа е погубно за една држава, затоа што без разлика кој е на власт, ова власт, јас и минатиот пат кога дискутира ви кажав, ова власт ќе падне. Дали сега ќе падне ден, 2, 3, месец, 2, 3, 5 година, како и да е. Меѓутоа последиците ќе останат и со тие последици некој ќе треба да се справува. Последиците ќе бидат трагични и веќе се трагични. И ќе треба да се доведеме во една ситуација да се ремонтира се од почеток. Не ресетирање, како што некој планира. Не. Ресетирање значи со истите луѓе. Јас зборувам ремонтирање, комплетно. Од организацијски план, па до човечки потенцијал. И до начин на функционирање. И тоа ќе биде многу болно, ќе биде многу тешко. И веројатно покрај, што викаат старите и нашиот народ, покрај сувото ќе изгори и суровото. За жал. Ви имате ситуација кога е ова Јовески, што денеска е предлог за уставен судија и утре треба да седи во Уставниот суд, да носи одлуки, каде што на дела против државата, што ги правел премиерот поранешен, не реагира. Воопшто не реагира. Зашто? Затоа што ако се замешал во процесот, некој можел да му го земе тоа за зло, па можел да го смени. Не може кривичните дела против државата од главата 28 да бидат запоставени и некој да не реагира за нив. И да вика дека тоа е во интерес на нашето интегрирање во структурите. И да се прави дека не е од тук. Да мисли дека тие дела се туку така пишани во законот, меѓутоа ете, сме голтале до сега, па ќе голтаме уште нешто. Јовески се ја зема улогата на еден врвен политичар на Социјалдемократскиот сојуз, а не на врвен обвинител, кој што треба да ја демонстрира својата посветеност на професијата и професионализмот. Имате ситуација во 2020 година, во Битола, во декември, Зоран Заев изјавува дека ќе ги бришел спомениците. Без одлука на собрание, без никаква одлука на некој надлежен орган. И не само што изјавува, тој го прави, што тој ги сквернави спомениците. И сега еве го членот 319, што вика? Тој што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурност, излагање на подбив на националните, етничките, верските и други символи, значи излагање на подбив. Зоран Заев ја релативизираше македонската национална посебност, ја изложи на подбив, меѓутоа обвинение не видовме.
Понатаму, во истиот овој член вика, со сквернавање на споменици, гробови или на друг дискриминаторен начин, непосредно или посредно, ќе предизвика и ќе разгори омраза. Ова све што го прочитав напред, се има случајно. И се сквернавија споменици, и се разгоре омразата. Зошто се правиме неми дека не е разгорена омразата? Омразата е разгорена помеѓу македонците. И за тоа директно одговорен Зоран Заев. И нема никаква реакција од страна на обвинителот. Тој не е од тука. Иако во Струмица има 5 јавни обвинители, по тоа што гледаме, нема обвинение, никој не видел. Главниот обвинител на државата и тој не видел, не слушнал. Иако тука јавно го прашувавме. Не, нема обвинение. А за ово обвинение, вика казната е затвор од 1 до 10 години. Се правиме сите дека не сме од тука. И Јовески ќе биде главниот политичар на власта, наместо да биде главниот обвинител на државата. Понатаму, во делот на неговото работење, блокирани сметки во Битола, Тетово, Струга, Охрид, како и на висшето обвинителство. Еве го колку е професионален и колку води грижа за неговите подчинети. Во делот на неговото постапување по дисциплински постапки, тука сакам да го разработам малку случајот со Вилма Русковска, јавната обвинителка за гонење на организиран криминал и корупција. Ситуација каде што против неа е покрената кривична пријава од тој што се истражува за земање на рекет. Истата се суспендира од работа затоа што некој покренал дисциплинска постапка заради нејзини прекршувања на постапките. Внимавајте, обвинителка која што цел живот работи во обвинителството и сега некој обвинува за прекршување на процедурата. Толку ли не знаела Вилма, обвинителката почитувана за процедурите и за постапките при вршење на претреси, увиди и така натаму? Не. Тука е наместена. Наместена е од Јовески, наместена од Зоран Заев и наместена од оној Муареми, кој што го врши главниот рекет за потребите на СДСМ. Сега неа ја тргаме, односно ја трга, ја суспендира. На нејзино место го носи овој Пеливанов, исто што реков, има земено околу 80.000 евро од специјалното јавно обвинителство, другарот на Муареми, со кој што седат и пијат кафе, ден предходно. А не ги суспендира овие предходно што ги кажав. Ево оваа Лиле Стефанова, за која што реков, има сознание, информации за го јавноста дека подметнала докази во случај. И сега, подметнување на докази во случај не е важно, затоа што ќе се осуди некој дали е виновен или невиновен. Не навлегувам во тоа, меѓутоа подметнувате докази, кршите закони, а од друга страна ја суспендирате Вилма Русковска под некој обвинение затоа што прекршила некоја процедура. Многу неодговорно, наменски направено, се со цел заштита на Зоран Заев и неговата структура. Затоа што сите знаат дека доколку овој случај се истражи до крај, на крај повторно ќе се заврши кај Зоран Заев и кај Вице Заев, веројатно, и ќе треба да има обвинение. Меѓутоа, Зоран Заев не смее да биде обвинет. Тој е белата мечка, што викаше Шекеринска. Тој е заштитен и никој не смее да го чепне. Затоа што тој го сменил името на држава, е далеку правата во НАТО, ни го подобрил животот на сите и сега треба да му бидеме благодарни за тоа. Сега треба да му овозможиме тој да краде, да ги злоупотребува институциите, да ги злоупотребува обвинителите, да ги злоупотребува судиите и се да го насочува кон себе. Зошто? Затоа што тој еден ден треба да биде председателски кандидат. Имал амбиции да се спаси после промената на власта, да биде председател, затоа што таму го штител уставот, не можело да биде апсен. Ќе видиме како ќе се развиваат состојбите во државата. Ево Јовески,
Јавниот обвинител треба тоа да го овозможи, да го штити во криминалот, во неговите заложби, до моментот додека се смени власта. Па после, кој ќе замине горе како уставен судија, од таму да го брани. И од таму да ги укинува промените кои што ќе се случат во законот, во делот на членот 353 и злоупотреба на службената положба. И тоа сите го знаете. Посебно тие што се бавите со оваа проблематика, знаете дека ќе дојде до промена на членот 353. Меѓутоа, очигледно е потребно да некој погоре во Уставниот суд сите овие одлуки, односно закони кои што ќе се носат тука, да ги укинува се во функција на заштита на функционерите на структурите на власта. За Љубомир Јовевски во изминатиот период, бидејќи вие не ја прочитавте биографијата за него и бидејќи не знаеме за какво лице станува збор, можеби тоа требаше да го направам на почеток. Меѓутоа е македонската јавност да знае дека станува збор за човек кој што е 68 години и како што реков, вместо да биде во пензија, да се посвети на преостанатиот дел од неговиот живот, така како што доликува на еден човек кој што ја завршил кариерата, јас би рекол неуспешно, меѓутоа наместо се посвети на приватниот живот, тој сака да бега и да биде под заштита на имунитетот во Уставниот суд. Значи 9 години до 77 години тој ќе биде судија. И па ајде прашајте се, не сакам никого да навредувам, дали некој може на 77 години да суди, односно да расудува по подолг временски период. Не сакам да навредам никого. Меѓутоа, дали е коректно ова што го правиме на останатите колеги правници, односно истакнати правници, за кои што реков немаме дефиниција што тоа значи, да му го земете местото. Очигледна е намерата на власта, тоа е да го скрие како уставен судија, да и биде подршка, да и биде десна рака на Добрила Кацарска, на судика која што току влезе во Уставниот суд и ја изгласа за да биде председател на Уставниот суд. Лице кое што, односно судика, на која што и паднаа 2 пресуди на судот, на Европскиот суд за човекови права. Таа сега ни е председател на судот. Јас минатиот пат кажав, лице кое што, односно судија, која што има должност, еве Уставниот суд во член 110 вика, ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, значи ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување, действување и забрана на дискриминација на граѓаните по основа на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. По овој основ, по овој елемент, на Кацарска имаат паднато 2 пресуди во Европскиот суд. И сега таа ни е на нас председателка на Уставниот суд. И ќе биде појачана, ќе биде засилена со овој истакнат правник, експерт, јавен обвинител на Република Македонија, Љубомир Јовевски. Човек, послушник на Зоран Заев. Извршител. По дипломирањето во 79 година се вработил во Републичкиот секретаријат за правосудство, каде што по приправничкиот стаж извршувал работни задачи како референт, виш референт, а подоцна станал и советник, инспектор во секторот за извршување на кривични санкции. Во истиот период извршувал и работи на секретар на Советот за извршување на кривичните санкции, секретар на Комисијата за условен отпуст на осудени лица, председател на Комисијата за полагање стручен испит за звањата во службата за обезбедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, секретар на Комисијата за полагање на правосуден испит. Во 87 избран за судија во Општинскиот суд во Скопје 2, а во 95 и 96 извршувал функцијата заменик председател на судот. Од 96 е вршител на должноста председател, пошто е избран и за председател на Основниот суд Скопје 2 за мандат од 4 години. Како судија во повеќе од 15 години работно искуство постапувал по предмети од кривичната област. За заменик јавен обвинител во јавно обвинителство, еве сега внимавајте, на Република Северна Македонија бил избран во 2003 година. Гледајте каков непрофесионализам.
Ово е правник. Во Северна Македонија бил избран во 2003 година. Ово му си го пишал, тој си го пишал лично. Во 2003 година бил избран за заменик јавен обвинител на Северна Македонија. Која Северна во 2003 година? Правник. Ајде да е некој политичар, да сватам, па да сака да се додворува на Заев и на овие што одустане ја вадат Северна. Ака како да се претплатени, колку пати ќе ја кажат Северна. Абе, јавен обвинител сте вие, господине. Правник. Вие знаете дека во 2003 не постоела таква творевина. Што треба тука со тоа пишување на Северна Македонија во 2003 година да одоброволите некого да ве гласа? Па договорено дека ќе ве гласа. Знаеме дека ќе го гласате. Јасно ни е на нас тоа. Се додворувате. Повторно, политички настап, човек кој што воопшто не си ја почитува професијата. Оваа функција Јовецки е извршувал до изборот на член на Советот на јавни обвинители, еве повторно, на Република Северна во 2015. И 2015 имало Северна за овој Јовецки. Па што останува? И вие утре ќе се чудите какви пресуди ќе носи тој човек. Па како ќе му се каже, така ќе пишува. И ќе подпишува. И нема да превзема или ќе превзема согласно тоа што ќе му се каже. Со одлука на Собранието на Република Северна Македонија еве повторно е избран за јавен обвинител. И повторно Северна. Како Северна обвинителе? На кого дававте вие заклетва? На кого се колневте? Во тој период Северна не постои. И вие Северна. Не ја вадите од уста. Наместо да се занимавате со криминалот и корупцијата која што цвета во државата, затоа што не ставивте во место со Танзанија, со Ботсвана, со Колумбија, на вас главен приоритет вие тука да се додворите на власта, со тоа колку пати ќе го напишете зборчето Северна во вашата биографија. Биографија на еден лист хартија, нека види македонската јавност. На еден лист хартија. 20 пати споменато зборчето Северна. Од другите активности. Јовецки извесен период бил председател на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители. Во 2 мандати бил член на председателството на Сојузот на Сдруженијата за пенологија во Република, еве повторно Северна Македонија. Кога успеавте во 2 мандати да свртите во оваа држава што не постои во тоа време? А во 1 мандат и председател на овој сојуз. Извесен период бил и председател на Собранието на Сдруженијето за кривично право и криминологија и повторно на оваа држава, како што реков, која што ја нема. Бил член и на Комисијата за полагање на правосуден испит. По ова што го гледаме во биографијата, можеме да кажеме дека станува збор така за една позамашна биографија. Повеќе должности кои што се поминати. И тука кога би ја споредувал со онаа почитувана сега веќе помината на оваа комисија Тања Васич, можам да кажам дека да, во делот на биографијата, по тоа што ни е доставено, можеме да видиме дека станува збор за истакнат правник, за разлика од таа која што не е истакнат правник. Кој што нема ниту едно дело пресудено, ниту едно дело застапувано, ниту едно дело одбрането. А овој обвинител, ете гледаме дека бил и судија, дека бил и обвинител и така натаму. Меѓутоа прашањето е колку е тој компрометиран. Тука е главното прашање. Не колку функции поминал. Вие вакви можете да најдете обвинители многу, што биле и обвинители, и судии, и председатели и така натаму. Во текот на кариерата, тоа е неспорно, меѓутоа како сте се однесувале кон законите, кон прописите, тоа е главното прашање. А видовме како се однесуваат. Случаи кои што директно задираат во штитење на власта. Значи со штитење на Заевци си го купува мандатот во Уставниот суд. Вика учествувал во повеќе работни групи за изработување нацрт закони од областа на правосудството, кривичниот законник, законите за кривична постапка, за обвинителството, за судовите, за Академијата за суди и јавни обвинители, за прекршоците, за извршување на санкциите, за Советот на јавни обвинители и други. Освен ова, Јовецки учествувал на работилници и советувања во земјата во странство, каде што имал и своји излагања од областа на малолетничките престапи и повторно еве го во Република Северна Македонија. Која Северна, во кое време си учествувал? Правник.
Срамота. Основите за определување на притвор, образование на осудените лица за време на издржувањето на казната и судски надзор во извршувањето на казната затвор и по други прашања од правосудната област. Една лист хартија, биографија. Нема воопшто никаде не се споменува негова наставно научна дејност. Бил цело време посветен во фелата. Може би така сте одбрали. И сега кога ќе го споредите ова CV неговото со овој предлог што беше предмалку пред него, со почитуваниот доктор Саво Климовски, редовен професор од областа на уставно право и политички систем, мислам дека не треба да се споредуваат овие двајца. Без разлика што ова има толкаво портфолио, меѓутоа кога ќе погледнете безпрекорно чистата биографија на професорот Саво Климовски, човекот кој што јас сум учел од неговите книги, кој што ги има издадено, ги има напишано, за разлика од Јовески, кој што нема напишано ништо, или може би има, ама меѓутоа тука не е доставено кај нас во биографијата, не знаеме, мислам дека се неспоредливи. Што се однесува исто така, кога би го споредиле со биографијата на професорката Родна Живковска, јас минатиот пат целата биографија ви ја прочитав, исто така мислам дека се неспоредливи. Без разлика што овој ви е првенецот за уставен судија. Знам дека Тања Васич ви наметната, дека не сакавте да ја гласате, меѓутоа од причини кои што налага партијата, односно лица од партијата, моравте да кренете два гласа. И да бидете луѓе без интегритет, кои што ќе гласате така како што ќе ви кажат од партија, не по собствено убедување, како што налагаат законите и како што ви овозможува уставот. Многу е некоректно да се споредуваат овие кандидати. Затоа реков, најдобро беше тие да дојдат тука, па целата македонска јавност да може да види за какви луѓе станува збор и луѓе кои што утре ќе носат одлуки во име на граѓаните, кои што ќе носат одлуки за заштита на законитоста, на уставноста, на практично на уставниот поредок. Меѓутоа, имајќи во предвид и минатиот пат го споменав и пак ќе го споменам, ќе споменам одлуката на Уставниот суд за еден од поднесените предмети. Тогаш Уставниот суд си донесе одлука и си кажа дека, бидејќи Македонија се наоѓала, сега парафразирам, ја немам пресудата пред мене, се наоѓала во исклучително тешко време и имало потреба од носење на одлука која што ќе биде во функција на аспирациите на земјата, а не во функција на правото, не така како што е пропишано во законите, судот донел таква одлука. Се таму седат правници, врвни правници, нели истакнати правници согласно уставот, и тие гласаат политички. Затоа што имало аспирации некој тоа им кажал, слушајте луѓе, аспирациите на државата се тие и тие, доколку пресудите вака, ќе ни помогнете, ќе помогнете на државата. Нема држава, нема влада што кој може да се јави на Уставниот суд и да ја каже како треба да гласа. Има закони, има прописи и согласно нив се носи одлука. Дали нештото е во склад или не е во склад? Црно-бело, тоа е чек-листа. До каде се доведовме ние, во која ситуација сме? Тројца што треба тука да ги изберете утре, или задутре, или не знам за колку време треба да ги изберете, да го пополните тој Уставен суд, за да може да функционира, затоа што го доведовте во таква состојба да не може да функционира, да чека власта што ќе им каже како да судат. Па зашто ни се тогаш тие луѓе? Дајте да ги укинеме. Нема потреба. Се знае како ќе гласаат. Зошто ги плаќаме воопшто? Пошто работат? Не се криви тие што немаат закон за Уставен суд. Ама криви се што имаат донесено само 2 одлуки до сега. За себе. Првата е да го сменат името таму во насрамно Северна и второто е кога требаше да си ги качат платите. За себе. Ете толку тие уставни суди, од толку од нивната етичност и нивната загриженост за државата. Каде ќе одела согласно кои аспирации? Ќе носат одлуки согласно аспирациите. Па согласно кои аспирации си ги кренавте платите? Срамота.
Што се однесува до Љубомир Јовески. Според она што ние го имаме како информација, бидејќи овде го нема како информација, не ни е доставено. Ти овде е доставена едно CV, нема предмети, нема што направил, колку предмети решил, колку поднесоци поднесол, успешно, неуспешно, отфрлено, да знаеме да цениме. Како ќе гласаме утре, на што ќе гласаме? Ви реков, не го представувате, не знаеме за кој станува збор, ајде да отвараме дискусијата. И ако немаше никој за дискусија, ќе си го изгласавте и готово. А гласаме уставен судија. Како да гласаме кој да биде председател на куќен совет. Па и за председател на куќен совет кога се разговара, па се седнува и се разгледува каков е човекот, ќе може ли да одговори на должноста и така натаму. Ќе одиме напред со него или ќе ни се запушти? Ќе ни се запусти функцијата која што тој ќе обавува. Не, такво нешто нема. Овде пред нас имаме некои информации дека има нефункционални истражни центри, формирани само на хартија, без подршка со ресурси, човечки, пристап до дата бази, финансиски. Јовески го нема тука да го прашаме дали е тоа така или не е така. И ако е така, да каже зошто. Јас не викам дека тој е големиот виновник. Може би така е наследил состојбата, меѓутоа што превземал додека тој е поставен. А поставен е по бајаги долго време. И не може да се амнестира од одговорност. Во делот на, ќе ве подсетам, на еден настан, каде што оној претходниот премиер Зоран Заев, она несреќа што ја снајде Република Македонија, го повика и координираше. Значи, премиерот го повикува јавниот обвинител и координира во врска со еден избеган човек. Како може извршна власт и обвинителство да координира? Што координираат? Се знае кој е главен? Што работи тој обвинител? Кој ја води постапката? И тоа така остана. Оној нестрекник што го реков, што се постави за председател на реформаторите за правосудството. Од извршна власт се става реформатор во судството власт. И како бе, колеги, така? Па кој век сме ние? Тоа може да биде најдобриот. Човекот не е ни правник, за жал. Ајбар да бил правник, да речете нешто разбира. Не, го интересираше само една работа. Да си го реши случајот Еврозавицето. И да ја спаси колку се може Катица Јанева. Оти без разлика што е пресудата за Катица Јанева. Таква каква што е. Сите знаат како таа ги извршува санкциите и дали воопшто ги извршува. Јас ова не го говорам на памет. Не имаме ситуација, еве го овој Јовески, еве нека види македонската јавност, колку може да види, слика од овој обвинител Јовески со адвокатот на Заев, Медарски. Сликата е направена на 5 септември 2019 година. Тоа е ден после превземањето на предметите од страна на СЈО. Тоа се предметите кои што лицето, односно специјалниот јавен обвинител, кој што беше во притвор, со подпис ги предаде на јавното обвинителство. И сега истиот овој Јовески претходно кажуваше дека не е во ред случаите на специјално обвинителство да ги превземе јавното обвинителство, зашто знаеше што ќе се бара од него. Човекот не е неискусен, тој е многу паметен. Меѓутоа повторно го притисна од партијата, односно го притисна Зоран Заев и ги прими тие предмети. Предмети кои што сите знаеме, дури луѓето кои што не се правници, знаат дека утре кога тие ќе бидат обжалени на Страсбур, дека тие предмети ќе паднат. Сега да, ќе потрае време, меѓутоа тие предмети ќе паднат. Како може лице кое што е притворено да си пишува писма до јавниот обвинител, писмо кое што никој не го видел. И овој понатаму да постапува, па врз основа на тоа да се носат и пресуди. И сега ние викаме имаме правосудство, имаме реформирано, како пупка го имаме расцветано. Па ќе се чудиме зашто бегаат фирмите, зашто бегаат бизнисите, зашто Европската унија ни дава такви оценки. И зошто не сведоа
нашите соседи да разговараме за идентитетот, а не да разговараме за конкретни работи, како да кажеме правосудство, економија, инфраструктура, подобар живот и така натаму. Затоа што знаат дека сме во системот скапани. И токму затоа најдоа меко ткиво и сега си играат со нас како си сакаат. На страна тоа што во моментов има власт која што нема никакво национално чувство. Меѓутоа една од причините токму таа, затоа што ни е скапан системот. И е многу полесно да се разговара за нешто што еве некој не го чувствува за негово, а не да разговара за конкретни работи, како што реков, треба да има резови, ремонт треба да се направи. Тоа не може да го направи власт. Не сака. Затоа што и требаат овие обвинители, и треба Добрила Кацарска, и треба Љубомир Јовески, како суди во Уставниот суд. И затоа сега си преговараат за нешто што не е нивно и не ги интересира. Замислете ситуација, Љубомир Јовески, 68 годишен човек, до 77 ќе биде уставен судија, а Татјана Васич Бозаджиева 49 години. Лице кое што после завршувањето на мандатот ќе има 58 години, доколку не биде реизбрано за уставен судија, нели? И на 58 години ќе треба да го напушти Уставниот суд. Што ќе работи таа уставна судика понатаму? До кога ќе, кај ќе биде? 20 години има разлика од овој уставен судија до оваа другата. 20 години временска дистанца. И двајцата сега, според овие тука укажувања, ваши, и двајцата се истакнати правници. Овој истакнат правник го видовме сега. Кој е? Дека нема ништо истакнато, со ништо се нема истакнато, односно се има истакнато единствено во одбраната на криминалот на Заевци и некои други што ги споменав претходно. А оваа другата исто така па се има истакнато во делот на промоција на и ајде, тоа не се политики, него промоција на состојби кои што возможуваат богатење на одредени министри. Тука мислам на министер за здравство и така натаму. Меѓутоа и на лично богатење. Сите знаат, медиумите пишуваа, никој не реагираше, дека се продавале лиценци за лаборатории од 10 до 15.000 евра, каде што било лично задолжена за оваа работа, била задолжена оваа судиката која што ја избравте. Нема демант. Нема реакција. Така е, не е така. Ако не е така, да се извиниме. Ако е така, некој треба да одговара. Меѓутоа, ете, 3 дена и ќе заврши. И па нема да заврши, колеги. Ќе заврши денот кога ќе се ремонтираме, кога ќе почнеме од почеток и кога ќе ја вратиме државата на функционални параметри. А не да ја оставиме вака да може секој да си игра со неа, да ја парчосува. Како може една најважна институција во државата да биде толку потценета? Не ми е јасно на мене како може да дозволиме, односно да дозволите вие како владеачко мнозинство, да предлагате вакви кандидати. Еден Љубомир Јовески, експонент на Заев, експонент на криминалот. Уставен судија ќе ни биде утре. Тој ќе носи одлуки утре. Тања Васич, 49 годишна. Никакво искуство во правосудството. Нула. Еден ден нема влезено во судница. Таа ќе биде уставен судија. И ќе седи на истата маса со Кацарска, со Јовески, со Фатмир Скендер, оној од катастар што го носите исто. Не бива така градење на институции. Така не се оди во Европа. Европа ова го гледа и се смее, знаете. Европа вика, овие не се дораснати со нас да разговараат. Па не е ни чудо што се уште разговараат внатре за идентитетот.
Така не гледаат. Немој да мислите дека поинаку не гледаат. Дека не гледаат на рамноправна основа. Оти ако не гледаа на рамноправна основа, ќе разговаравме на рамноправна основа. А немаше да се удоволуваат сите барања на сите околу нас. На сметка наша, македонска, национално македонска. Затоа сме тука. Оти кога ќе разговарате со факти, со аргументи, со знаење, кога на одредени места ќе ставате луѓе согласно компетенциите, согласно потребите, ќе ве почитуваат. Кога ќе ги држите вашите ставови и принципи, така ќе ве почитуваат. Кога ќе видат дека на секоја позиција, вклучително и на највисоките позиции, правнички позиции, вие можете да ставите било кого. Било кого. И еден Заев, да ми простите. Зошто викам еден Заев? Затоа што тоа е, не го почитувам како личност прво. Најмалку како лице кој е вршело државна функција и било 5 години на чело на македонската држава. Кога тој дојде ред да кажува што треба и како треба, човек што одел среда и петок по 3 часа, и сега тој ќе кажува и на Кацарска, и на овој Јовески, кои што се со замашни биографии, пак ќе речем, ама во негативна конотација. Ете, затоа не почитуваат. И затоа викаат, па ќе најдете вие на балкански начин, на овој или на оној начин, ќе ја протуркате работата. Значи, наши институции сите ги прецепираат како проформа, затоа што ние така се однесуваме кон нив. Доколку ние се однесуваме кон нив сериозно, така и ќе не почитуваат. Ама не е така. Минатиот пат ви реков за оградата пред собрание, барикади. Како се почитуваме ние, колеги претеници? Од кого се штитиме? Од народот? Кој не штити од народот? Спасовски ли? Талат Џафери ли не штити од народот? Срамота. Со месеци барикади седат пред собрание. Во земја членка на НАТО. Кој ќе не нападне? Што чекаме? Затоа никој не почитува. И како парламент, и како уставен суд, и како влада, па најмалку. Така да, останува на вас да размислите. Јас знам дека ќе го изгласате овој уставен судија Љубомир Јовески, кој што не се ни дрзнува, повторно ќе го кажам, случајот со Спасовски. Случајот со пасошите. Имате ситуација каде што судија, која што го суди предметот со пасошите, двојник, јавно искажува дека не достигале докази, односно се криеле лица кои што учествувале во изработката, во издавањето на тие пасоши, лица кои што се на многу повисоки скалила од овие што доле ги осудија, значи обичните чиновници, обичните службеници, не сакам никого да навредам за функцијата, меѓутоа во хиерархиска структура и односно секаде во државните институции мора да има одговорност по ниво на хиерархија и не може тие долните да одговараат, а најгорните да се прават дека не се од тука, не знаеле и така натаму. И сега судијата тоа го кажува, судијката Олја Ристова, не го кажувам ова јас, ова го видов исто на интернет, дека таа приметила, односно забележала дека и дури ги спомена и со име луѓето, кои што се скриени од постапката, како полициски службеници, како високи функционери, и нема реакција од овој Љубомир Јовески. А негово е обвинението. Од кај него доаѓа, тој е првиот на институцијата. Нема реакција. Ете, се заборави. 3 дена помина, се заташка случајот и готово. Не е готово, луѓе, ќе има реотварање. Меѓутоа, за се што си знаел, а не си преземал, ќе одговараш. Без разлика колку си години. Имунитетот нема да ви помогне, господин Јовески. Како сте биран, така можете да бидете и разрешен. Се има почеток и крај. Нема спас. Одговорност мора да има. Порано или подоцна, а јас верувам дека ќе биде многу порано. Јас знам дека политиката нема врска со моралот и ние сме тука сите за сега политичари. Меѓутоа, можеби
еве од ова што го кажуваме ние како пратеници на ВМРО ДПМН и на коалицијата за обнова на Македонија, можеби нешто ќе остане во сеќавање, можеби ќе се разбуди некој чувство на одговорност и кај вас, да навистина се повлечете од гласање за овој срамен предлог. Срамно е. Кацарска ја поминавте, ете така помина во тоа време, СДС беше во некој налет, живот, прав пат, не знам што уште не. Меѓутоа, се менуваат работите, се менуваат времињата. 9 години е долг период ова лице да седи во Уставниот суд и да носи одлуки кои се на штета на македонските граѓани. Директно на штета. Тоа го знаете. Затоа што ништо до сега што направил не е во интерес на Република Македонија.